Со зголемувањето на температурите се зголемува и опасноста од убоди од крлежи. Убодот може да биде незабележителен, со што може да дојде и до секундарни инфекции. Од одделението за инфективни болести велат дека крлежите во нашата земја не се преносители на сериозни болести. За да се јава инфекција после убод на крлеж, значи тој крлеж треба да биде носител заразен со одреден вирус или бактерија. Во Македонија нема спроведена јаколку што знам, некои исследување на крлежите, дали се заразени, инфицирани со вируси или бактерии. Значи, ние евентуално ги третираме антибиотски под предпоставка, значи на некој начин дека тие крлежи евентуално се заразени, има да немаме случај регистрирано после каснување од крлеж да заболел од некоја болест, било вирусна или бактериска. За да се спречи убодот од крлеж, граѓаните треба да носат облека со долги ракави, а доколку дојде до убод да се јават на лекар. Треба значи да се носат облека со долги ракави, значи да се заштита од скриените делови на телото, значи чизми подлабоки, посебно ако влегуваме во природа каде што има висока трева, жбунови. При каснување на крлеж обично најпрепорачливо би било да пациентот се јави на стручно лице кое без поголеми последици ќе го успее да го извади крлежот, бидејќи при обидот самите да го извадат крлежот може да се појават разни компликации во смисла на секундарни инфекции и слично. Пациентите со убоди од инсекти превентивно се лекуваат со еднонеделна антибиотска терапија што представува заштита од евентуална зараза со некои од преносливите вируси и бактерии.